Късметот и сиромајот, чита Александар Станојков. Си бил еден сиромав човек со 3-4 дребни дечиња. Работел гологлаечки и пак не можел со леп да си прерани децата. Што работа ќе ватеше, се за назад ќе му беше. Сребро и злато ако ватеше, камен и дрво ќе му се стореше. Запокладиле за велици пости и од чисти понеделник уште го заеле децата да му сакат кој капче, кој антериче, кој чевлиња да му купит за Великден. Која ќе ни купиш, тате, нам вевчи антеричиња за Великден? На велја сабота ќе ви купам, им велел. Секој ден така му велеа децата на сиромајот и дури со плачење му додеваа. Тој само со велја сабота се отимаше и му се таксуваше да им купит на сите по нешто. Уверени децата од сиромајот на зборовите од татка си, се валеа на тие деца што беше му купиле таткој му уште пред велја сабота по нешто. И нам ќе ни купи татко, душко, капа, антеричи и чевлиња на велја сабота, за да се промениме и ние за Великден, му велеле. Ден по ден дошла велја сабота и го спашкале дечињата сиромајот да му купи тоа што му таксувал на велици пости на децата. Арно, ама пусти пари која немал со што да му купит. И лагал и пустил цел ден, за сега ќе му купи, а час ќе му купи, дури се стемнило. Слушај, вамо жена, ја рекол на жената си. Еве, јас ќе одам в чаршија да си купам едно рало опинци за утре да се обујам и в црква да одам. Оти срамота е од светот да ме види бос црква и на Великден. Да ти гледај побрзо да ги успиеш децата, да не ми додеваат, да ми сакаат да им купам капчи и дрози работи. И јас сакам да му купам оружено, за да ми се радуваат утре како сите деца што ќе се радуват. Ами, кога сме немале пусти късмет ни ние, ни тие, што да правам? Жив земи не се влегуваат да влезе. Праиш што праиш, да и успиеш јас дури да дојдам, да утре, жив е Господ, ќе лажиме децата за на Ѓурѓаен да му купиме и друго чаре нема. Кога не ни работи късметот, немаме што да правиме. Отишол сиромајот в чаршија и си купил едно рало опинци и си дошол дома. Едно влегол в двор и чул врева од децата. Уште не заспале овие врашки деца, си рекол сам со себе и се вратил. Ја чекај да ја оставам опинци во дупката од зидот да ми постојат, да јас ќе одам пак в чаршија дори да заспија деца. По некој саат дошол во двор и пак децата не беше заспале. Пак се вратил в чаршија и по малку време кога се вратил, беа заспале. Постигнал во дупката од зидот за да се изваи опинците, едно и ватил со рака, парче по парче беше и направиле глувците. Кога беше и видел искинати опинците, се удрил од зеби и си ошол дома плачејќи. Ту, мори жено, ја рекол да жената си. Пуст тој късметаш да што олко нам не ни работи. Сега и кладов опинцеве во дупката, сега глувците би искина парче по парче да прави. Зар дека децата боси ќе одат и ќе јас утре бос да одам оружено? Ете колку ди работи нашиот късмет, виде али не виде? Море видов бре бажу, току што можам да ти сторам? И без опинци ако си утре пак в црква да одиш да дебуда преш ќаот на ѓаволот, чун ти еднаш е Великден во годината, му рекла жената му. Ноќта отишол сиромајот в црква, чул Христос воскресе и, бидејќи беше стојал најна крај од вратата, за да не го видат од тие безопинци луѓето, најпрвин тој слизлегол од црква и си ошол дома. Одејќи за дома, видел во една ливада едни копри росни, млади, саде за ќеф и си рекол субот, што убави коприви беше биле оние. Си дошол дома и си седнал да катот до окнот. Не седи бажу, му рекла жената. Туку оди кај некој бавчанџија, купи некој ока спанаќ, ја посакај да сварам за да ручам. Сега одам кај копривите што ги видов, си рекол сам со себе, да наберам. Да што би треба да одам да сакам спанаќ да се страмам. Одејќи по патот кај копривите, видел еден човек кај туку и гази со нозе копривите и кај туку и крши со еден стап. Сите беше исотрел, дури беше дошол сиромајот кај копривите. Ниту една рака коприва не беше останала да си набери. Зошто искрше изгази копривите, бре човеку?
му рекол сиромајот како налутина. Што ти вадува очите при никаквику? Така ми сакаше ќаот, бре. Тебе ќе те клам ќа, за да не и кршам, му рекол човекот. Анасен пезевен ѓозли еден, му рекол сиромајот. Али не ќе клаваш ќаја, стој да видиш ти сега. Тоа му рекол сиромајот и му се пуштил да човекот, та ето грабдување за врат и одземи го удрил. Стој бре ќерата да те заколам, му рекол сиромајот на човекот и тргнал ножот од појас да го коли. Барем со тебе на Великден да се омрсам, да и така късметот моја куси така. Човекот што и кршал копривите, бил късметот од сиромајо. Кај што одел сиромајот да вати некоја работа, късметот одел таму и му ја расипувал, дури копривите не му ја остил да си собери да руча на Великден. Кога чул од сиромајо зборот и така късметот мојот кус, му се сторило да късметот оти го познал сиромајот, оти късметот неговиот, и затоа сакал да го заколи. Ама не орбаджи не коли ме, му рекол късметот. Оти од сега вамо, гологлајачки ќе ти работам за да те обогатам. На, земи го ове алтан што го чував јас под јазик и што сакаш купуј соде го, пак в ќесе ќе си дојдет. Го зел сиромајо алтанот од късметот и отишол в чаршија, да си купил се што му требало и не би час, пак алтанот му дошол в ќесе. Од ден на ден беше се обогатил. Море, како ти побоже късметот, брате, што во брго време се обогати ти толку сировав беше напред? Увелеа пријателите. Море, браќа, дури не го кутнав късметот во коријата да го колам, не ми поможе да се обогатам. Увелел сиромајо на своите пријатели и од тој ден веќе се богат биде, дури си умре.